Од 1 април официјално започна зонското паркирање во Прилеп, со што ќе се регулира и ќе се подобри хаосот во центарот на градот. На барање на граѓаните, зонското паркирање во Прилеп функционира добро, а исто така задоволни дека конечно се создава ред во секојдневниот сообраќај, со што ќе се подигни сообраќајната и безбедносната култура. Мерките кои веќе се превземени за градските паркинзи ќе бидат пред се во насока на непречено одвивање на сообраќајот низ градот, но и за да се спречи паркирањето на возила врз зелените површини, местата означени за лица со посебни потреби, пешачките патеки, дел од коловозот на кој не е предвидено паркирање, како и други слични проблеми кои секојдневно се појавуваат во пракса, а кои го подриваат веќе воспоставениот систем на зонско паркирање организиран од страна на градски паркинзи Прилеп. На минатиот месец, јавното претпријатие за просторни урбанистички планови презеде акција за известување на граѓаните за можностите за паркирање и веќе има реакција од граѓаните, почнуваат да си вадат месечни билети, почнуваат да си го средуваат статусот на паркирање и во наредниот период очекувам дека ќе биде среден. Дали има позитивни и негативни критики во врска со зонското паркирање? Дали се задоволни граѓаните? Самата измена во врска со зонското паркирање е воведена на барање на граѓаните. Значи од претходно повеќе модели на наплата, значи повеќе тарифи беа, сега се намалени на неколку се со цел да му се излезе во пресрет на граѓаните, значи направени се само 2 тарифи. Едната тарифа е 20 денари од час, додека на сите останати делови важи наплатата од 30 денари. Исто така, на барање на граѓаните, секаде каде што има зонско паркирање, воведено е 15 минути бесплатно паркирање. Значи, тоа и ние како граѓани го користиме. Значи, има банкомати, дали некоја поситна работа може да се заврши. Значи, сето тоа е со цел да му се излези на граѓаните во пресрет. Еве, јас сум со 2 коли и презадоволен сум од паркирањето. Дали се среди хаосот во градот? И хаосот уште повеќе ќе се среди, овде имате другата капна гаража, значи со 200 возила што ќе прими и ми се чини ќе биде Прилеп еден од најсредените градови за паркирање. Зонското си е во ред, ама дивото не е во ред. Како пешак, негде задоволен, кај што треба да помине коли ставаат. Тоа е, иначе друго кола немаш, кој кај паркира, кој како сака, така. Па добро е, можам да кажам. Среди хаосот во градот? Сум шетал и по Шведска, и по Германија, се знае тука и тука. Нема ни пријателно ништо. Си викам, за подобро, па ќе видиме. Јас си паркирам стално и си плаќам, поварно плати отколку да креваш. Имено од следната недела ќе има промени на цените на паркинзите, за кои што ќе биде подетално најавено.